Непригодна свечаност во просториите на општина Кочани, градоначалникот Радко Димитровски им ги врачи решенијата на 33 лица од Кочани за легализација на бесправно изградени објекти. Со ова, рече тој, се овозможува на граѓаните да добијат правен статус за својот објект. Добро, денеска го имавме тоа задоволство на наши сограѓани да им ги доделиме решенијата за решавање на нивните бесправно изградени објекти. Овде беа присутни 9 граѓани од 33 решенија кои што беа решени во последните 2 седмици и сакам да ги известам граѓаните, односно јавноста, дека овој процес во општината Кочани тече онака интензивно, една од подобрите општини во Република Македонија која што ги решава проблемите со бесправно изградените објекти. Ние заклучно со август месец 2011 година имавме добиено 5988 пријави за бесправно изградени објекти, од кои се решени преку 3200 или околу 54%. Само 42 пријави се решени негативно, односно немало услови да се легализираат, додека остатокот ќе бидат во постапка и затоа апелирам до нашите сограѓани да ги комплетираат документите пред се со изработка на елаборати, како би можеле нашите служби да ги решаваат поединечно секој предмет по предмет. Воедно, сакам да уште еднаш ги известам нашите сограѓани дека тече дополнителниот рок за пријавување на бесправно изградените објекти, меѓутоа бесправно изградени објекти до стапувањето на сила на законот, односно до август месец 2011 година, и такви досега имаме пријавено 581 нови пријави кои што ќе бидат разгледани, а рокот за пријавување е 31 март оваа година. Затоа уште еднаш апелирам на нашите сограѓани да не го чекаат 31 март за да ги пријават тие објекти, туку благовремено во текот на овој месец и наредниот месец ги пријават сите бесправно изградени објекти како би можеле да бидат ставени во процедура за легализација. Доне Донев, кој беше законски застапник на лицето Никола Христов, кој живее во Австралија, искажа благодарност до општината и владата за решавањето на статусот за семејната куќа на Христов. Јас за лицето за кое сум опомомощен не е бесправен објект, легално е градено, но бидејќи неговите документи биле изгубени и немало кој да му јави, тој е во Австралија, на времето кога било снимањето, и неговата куќа, неговиот објект се водеше како собственост на Република Македонија. На благодарение на геокарта, која што изврши увид, и благодарение на владата на Република Македонија, која што дозволи повторно ова да се активира легализирање, ние успеавме на лицето Никола Христов, мој другар од детските години, кој што 40 години живее во Австралија, да му ја легализираме куќата, да биде онака како што ја градел уште во почетокот на 80-тите години, така што во негово име тој рече да се заблагодарам на општината, на владата, инаку беше многу исплашен дека можеби објектот ќе му биде одземен, дека ќе му биде одземена куќата или срушена, и кога му го кажа ова дека има ваква можност, постапката траеше малку подолго, ама ние сепак успеавме. Јас уште еднаш во него име се заблагодарувам и на општината, и на владата, и на геокарта, и на службите тука што беа, што снимаа, што сликаа, на секретарот. Така што мислам дека ова што е направено е од огромна помош на оние лица кои што по било кои причини не можеле да си ги легализираат објектите или не знаеле или не били упатени. Ова е пример за едно успешно раководење и на општината и на владата. Јас уште еднаш се заблагодарувам и мислам дека овој пример треба да го следат и другите министерства во слични вакви ресурси. Инаку крајниот рок за поднесување барање за легализација на бесправно изградени објекти е крајот на месец март 2016 година.